Поштовани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин 17:10 секој понеделник. Знаете, тука сме за вас и со вас за да ве информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието со вашето здравје. Денеска одлучевме малку да посветиме внимание на најмалите на децата, бидејќи овој некако период е така наречен сезонски период кога се јавуваат претежно алергиите кај децата, односно сезонските алергии, пролетните алергии. И тие некако се оние кои што се најзасегнати од овој проблем. И можеме да кажеме уште повеќе што како одминуваат годините, за жал се почеста појава. Што представуваат всушност алергиите? Кои се причините за појавата на алергии? Како потоа се диагностицираат, третираат проблемите кај децата со алергиите? Ќе разговараме, се разбира, во продолжение, а мој денешен соговорник е доктор Ангелчо Андоновски, кој што е специјалист педијатар. Се надевам дека сето ова ќе биде од ваша корис, уште повеќе што знаете контактна емисија сме, па доколку имате некое прашање или сакате нешто да се приклучите во однос на она што ќе говориме, може да слободно да се јавите на нашите познати телефони и да се приклучите во нашиот разговор. Доктор Ангелчо, ви благодарам што одвоивте време да сте денес овде за прв пат во новата сезона на Ваш термин и многу ми е драго. Ви благодарам на поканата. Многу битен период од годината, многу битен период од животите на сите нас, поготово на дечињата, за кои што постојано треба да се грижиме. И сето она што е, како да кажеме, нешто недокажано во овој период кој што е ковид време, така, да видиме што станува збори со сето она што е наша вообичаеност, односно дека една нормална работа која што секако треба постојано да биде следена, тоа се алергиите. Така. Што всушност представуваат алергиите? Алергијата всушност е реакција на самиот организам, еден вид на можеби побурна реакција, зависно од индивидуален, од секој организам се разликува, кога ќе дојде до израз одредена нишка на антитела кои што ќе се појават во нашиот организам, кои што ќе активираат една цела нишка од организми, односно од сите оние субстанции кои што се наоѓаат во организмот, за да не разберат граѓаните, тоа се многу антихистамински вештества или средства кои што се наоѓаат во нашиот организам и буквално на некој начин таа бурна реакција доаѓа до израз, поготово кај оние поосетливите, за да биде дури на некој начин и во некој вид и во некој период, некој пат и дури живото застрашувачка реакција. Ослободувањето на тие антигени, кои што се во нашиот организам и антитела, посебно на нишката од IgE антитела кои што се наоѓаат во организмот, тие се реагираат на специфична протеинска супстанца која што се испушта во овој дел. Тука се секако оние заштитни механизми кои што сакаат да ја надвисат на некој начин таа реакција во самиот организам и да сето тоа го доведат во еден период на намирување, но тоа не може секој пат да биде лесно така контролирано. Тогаш доаѓа до ослободување на оние баш несакани продукти кои што делуваат ексцитабилно на целиот организам, па предизвикувајќи многу повеќе реакции, како една верижна реакција, која што кај децата отворено се познава, затоа зашто имаме некои дечиња кои што реагираат многу побурно, имаме деца кои што воопшто не реагираат. Тука на некој начин може да ја направиме таа поделба, дистинкција на атопичари, кои што се со некоја си предиспозиција, значи секој пат наследуваме предиспозиција за алергиите, кај што имаме двајца родители кои што се алергичани. Со сигурност. 75%, ако еден е 50%. А имаме и некои кои што воопшто не реагираат на тоа, односно немаат присуство на IgE антитела во себе, за да кој што ќе ни направат таа една алергиска несакана реакција. Докторе, ние генерацијски можеби не сме блиску, меѓутоа сме тука некаде, неколку години, вие сте помлад. Некако како во наше време ова да беше непознаница алергиите. Значи никогаш не се говорело толку за алергии колку што во последниве 20 и повеќе години. Зошто, што се случи воопшто со нашата околина? Што толку имаше влијание да се толку појават алергиите и да станат толку чести? Практично секој втор човек има проблем со алергија. Сведоци сме дека модерното време донесе одредено обременување
на тој дел на патологијата, поготово таа детска патологија, Така. бидејќи ние од деца стануваме или алергични или неалергични, да се изразиме поедноставно за да не разберат граѓанинот и гледачите. Она што е пресудно во целата ситуација дека начинот на живење е тотално изменет, дека имаме нови средства кои што се као дел од модерното живење, а кои што воедно се и алергени, дека имаме нездрава исхрана која што секако допринесува да сето тоа на некој начин дојде до израз или да се вткае како предиспозиција, подоцна која што секако од родителот ќе биде пренесена на своето дете. Затоа имаме и типологија околу наследноста. Значи, ја објаснивме малку пред малку, дека рековме дека ако двајцата родители се атопични, односно алергични, имаат алергиски реакции кон нешто конкретно, дека детето е 75% со предиспозиција, значи тоа не се наследува, сепак не се наследува, но е со предиспозиција, а доколку само едниот родител, тогаш имаме 50% на предиспозиција. Можам да кажам дека и сменувањето на општествениот живот, односно начинот на од изживување или стерување на таа бременост кај мајките. Тоа сакав да ве прашам, колку бременоста како една мајка ќе го носи своето бебе во однос и на стресот, и на храната, и на пушењето, и сите тие нели навики, здрави или нездрави. Затоа ги спомнавме дека модерниот начин на живење, дека текот на поминување на една бременост се многу изменија, за разлика од поранешното време, кога секако дека и самата околина е била многу здрава и здраво сме се хранеле, значи сме имале сите оние потребни намирници кои што биле на некој начин здрави и не третирани со хемикали. Потоа, мајката секако дека за време на бременоста немало толку пушење, немало нездрави навики, да ги наречам на некој начин. Користењето на пробиотиците за време на бременост е многу битно. Одредени соеви на пробиотици делуваат многу благородно на самиот плод, на истерување и негово вткајување на имунолошкиот, создавање на еден имунолошки систем на тој плод кој ќе се роди, иако имаме истекнат и вроден имунитет. Сето тоа на некој начин допринесува да се тоа запази, дека треба се навраќаме кон тие здрави навики на некој начин, за да можеме и здрави деца да правиме, односно деца кои што на некој начин ќе бидат без сите овие обременувања несакани, нели, во овој случај. Она што е битно да се каже дека алергиите, поготово во овој сега ни е ковид време, кога знаеме дека COVID-19 е прва и основна болест, нели, кај нас и дека не беа до израз, нели, алергиите. Не, алергиите се постојано. Затоа ги нарекуваме сезонски и несезонски алергии. Сезонските алергии знаеме дека се јавуваат од самиот почеток на февруари и траат до крајот на летото, односно почеток на есента. Сега веќе какво е времево, може би ќе продолжи тој. Сега веќе имаме една друга состојба кога имаме и повлажно време и така натаму, дека сепак влагата не означува дека стивнуваат алергиите или дека тоа ќе ги стише алергиите, не означува. Во контролирани услови внатре во нашите домови може со влажна средина, со помош на освежувачи, озонери, специјални озонери со HEPA филтри, да создадеме креирана средина, вештачка средина, кај што 50% од влажноста ќе допринесе да немаме алергии, поготово за тие дечиња кои што се со алергии, да им направиме една, ајде да кажам, изолирана средина каде што ќе може да функционира убаво. Треба да внимаваме во кој ден на денот се проветрува, значи да знаеме дека кога е најголемата концентрација на поленот. Значи вака, утринските периоди се секогаш со најголема концентрација на поленот. Сега со модерни ме помагала со телефоните, дури ги гледаме и реалните средини како би ни означило дека утекот на денот имаме УВ вакво, нели, УВ зрачење посилно, послабо, колку полен има, дали е тоа корисно, дали се препорачува на оние кои што се атопичари да излезат, нели, во таква средина и така. Така да сето тоа мораме ние да внимаваме доколку имаме такво дете кое што е нели атопично, односно кое е склоно на алергии. Она што исто така битно да ги знаеме периодите, од кога до кога што и како е присутно во воздухот како поленски да кажеме акцент, за да можеме да знаеме на кој момент ние да се
врземи, да знаеме дали тоа дете сепак ќе може да биде у таа средина, секој дека и родителот е тука кој што нели сето тоа ќе го примети на самиот себе си кодека тоа дошло нели од родителот, дека треба да знаеме дека тие периоди се подвоени на месеци. Так. Знаеме дека дрвјава цветаат баш буквално овој период од мај до јуни, односно од февруари почнуваат првите нели цветања и зацутувања. После имаме каде што се тревите, кои што траат дури до крајот на летото, а коровот трае можеби и преку цела година, нели, независно. Веќе ги немаме тие поделби, само ги нафрливме за да ги кажеме зашто е тоа битно, затоа зашто имаме неколку типа на оние, како да кажеме, поделби. Конкретно поделба по, како ги делиме ние, како инхалаторни алергени, потоа ги имаме нутритивни, тоа се алергии, инхалаторните, нутритивните и оние кои што медикаменти, лекови, убодина, инсекти, контактни алергии и така натаму и така натаму. Дали секогаш кога е застапена еден вид на алергија, односно ако има некој детенце уште од мало проблем со некоја алергија на пример на храна, може подоцна да се јави и алергија на дишните патишта. Дали тоа е секогаш врзано едно со друго или не мора да значи? Вака се, конкретно ако станува збор за инхалаторните алергии, тие се алергии кои што се дури со многу бурни реакции, кои што дури некој пати доаѓа до животозастрашувачка состојба. Мораме да напоменеме дека конкретно како реагира еден организам на сето тоа, тоа е едно дете, дека првично се јавува кијавица, која што трае многу подолг период и дека таа кијавица е честа во текот на денот, дека во една серија дури до 10 кивања може тоа дете. Подоцна може да приметиме дека има појава на конјуктивит, односно зацрвување на самите очињата, на склерите и така натаму. Дури може да се јави и одредена слуз во очите, која што секој може да предизвика, се тоа е алергиска реакција. Појава дури на задебелување на слузницата во носот, која што и појава на аденом директно во дишните патиши, која што додатно ни оптеретува целата таа патологија и ни прави да сликата биде потешка, па и детето не може убаво да дише. Па дури до оние ситуации кога веќе дури треба покрај конвенционалните антихистаминици, кортикостероиди завршуваат на адреналин, тие алармантни состојби каде што треба да бидат утврдени многу порано. Јас ќе го кажам слободно дека во текот на првите 2 години од живењето на едно дете ги утврдуваме нутритивните алергии, односно гледаме на кои храни е алергично. Да, затоа прашав дали е поврзано. Да, подоцна од својата 2 година, 3 година, па понатаму, тока е еден период од 10 години, ги следиме сите оние инхалаторни, односно дишни алергени кои што можат да предизвикуваат многу големи проблеми, каде што како резултат на нетретирана една алергија, односно да наречем пропуштање нели на таа патологија, едноставно нели не се обрнува внимание, може да се заврши со појава на астма, кое што секако е хронично заболување, кое што е доживотно заболување, кое што бара соодветен третман, кое што се резултира со појава на чести обструкции, со сува кашлица, значи не станува збор за влажна касница, каде што знаеме дека има отежнато дишење, каде што дури некој пати има и глад за воздух, борба за воздух. Таму веќе тоа знаеме дека е една реакција која што е предизвикана од самата алергија, која што завршува со еден вид на потешко заболување, а тоа е самата астма. Па дури можам да кажам дека слободно кога ќе се помине кога ќе се приметат и ќе се случат тие да кажеме симптоми кои ќе се појават кај дете, задолжително е да се јават кај својот педијатар, кај лекарот, на кој што апсолутно ќе му кажат се тоа еден вид една етиолошка, односно една анамнестичка слика која што ќе му дадат, за да тој лекар правилно го започне, односно првично да го утврди заболувањето, односно самата алергија и да правилно ја третира подоцна. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, би замолила од режија да ги испишат телефоните на екранот. Уште еднаш, значи говориме на тема алергија сезонска кај децата.
Со мене во студиото е доктор Ангел Чандоновски, кој што е специјалист педијатар. Ако имате нешто да прашате, да се приклучите во нашиот разговор, слободно може да не побарате на нашите телефони. Би сакала само накусо да ни кажете за оние алергии на храна кои што кажавте се јавуваат во првата и втората година од животот. Претпоставам, нели, во вашата долга работа како педијатар сте се сретнале со многу вакви случаи. Што препорачувате во тие случаи, како да постапуваат родителите со дечињата? Дали да исфрлат тоа се што им пречи? Како што кажавме, нели, во самиот старт имаме, нели, алергии кои што ги утврдуваме во најраната детска возраст, така и нутритивните алергии се утврдуваат во најраната детска возраст, првата и втората, а подоцна, нели, инхалационите. За сето тоа треба да биде правилно поставена на дијагноза. Дијагнозата обично се поставува со преку прик тестови и кои што се кожни тестови и преку тестирање кои што се нутритивни тестирања. И на таа годишна возраст говориме. Вака, ние одредено и конкретно да знаат и сите млади родители дека не препорачуваме тестирање пред третата година на животот на детето. Но што е тука случувањето? Ние ќе можеме тогаш да извадиме една, еве сега, пошто има доста модерна апаратура која што директно дијагностицира и укажува на точно на кој IgE антитело, односно алерген конкретно реагира организмот, така и ние поставуваме дијагнозата спрема оние, ако сте виделе крчиња, почесто ставаме кај тие дечиња, затоа што тоа се прави лабораториски. Има и баш буквално метода која што во изолирана средина, значи во болничка средина, да се изразам така, може да се изврши нутритивно тестирање, каде што директно се даваат одредени храни на кои што имаме суспекција дека има појава на алергии. Јас само ќе ги набројам кратко, а после ќе зборим и за самиот третман на тие, да кажеме, алергии, на таа патологија, да не се изречам, сепак алергијата е еден патолошки процес. Бидејќи не може да се излекува практично. Не може, да. Само може да се држи под контрол. Мислам дека трајно останува кај грото од луѓето, за жал, токму поради овие услови кои што ги набројавме претходно. Можам да кажам дека во баш контролирана средина се даваат тие храни. Има тука, нели, антишокова терапија која што, нели, нормално не сакаме да дојде до таква, нели, реакција, но буквално ќе знаеме на која храна, дали се тоа јајцата, дали се тоа продукти кои што се јаткасти плодови. Дали станува кикириките тука се така, сите јаткасти се прави тестирање на сите јаткасти плодови, се прави на зеленчукот, на овошје, значи буквално јагодата е многу јак алерген, исто како и патлиџанот. Самата субстанца која што ја содржа тие предизвикува многу бурна реакција која што дури доаѓа и со појава на екземи, ајде да се изразам конкретно со појава на пликови, луѓето така е познато, таа е една кожна реакција која што на нас ни дава веќе дека еден јасен сигнал, еден многу јак аларм дека таква храна ќе прави подоцна проблеми кај тоа дете и има решение, морам да ви кажам, како се модернизира медицината покрај конвенционалните типови на лекување каде што се антихистаминикот. Гледаме да во помодерно време баш буквално се даваат антихистаминици кои што се неседативни антихистаминици. Постојат многу такви типови кои што се веќе десно ориентирани формули на лоратидини и така натаму и така натаму, кои што секако немаат седативно дејство, а исто така антихистаминици кои што буквално имаат отсуство на, знаете, триаголничето што е на самата опаковка на тој лек, дали е сирупче, дали е таблета. Затоа обично ги препорачуваат навечер да се консумираат пред да леките да спиете, бидејќи ние гледаме да ги избегнуваме, јас сметам дека и секој добар педијатар совесно ќе препишува буквално кај дечињата таква терапија, односно дистрибуирање на лек кој што е од неседативен карактер и тип. Подоцна ги имаме кортикостероидите, дали ти идат во вид на спреј, кој што е со флитање и така натаму, значи кој може да се распрскува, кој што ја обложува слузницата и го намалува нивото на IgE-то, конкретно, нели, кај овакво, до најмодерната терапија, кој што сега, да кажеме, еден вид на сензибилизирање,
која што е имунолошка терапија. Тоа е во вид на вакцина? Да, тоа е во вид на вакцина, не е класична вакцина, но е во вид на вакцина каде што со мали дози се сензибилизира организмот, односно создаваме ИГГ во овој случај, антитела, да, за да можеме да ИГЕ-то биде супримирано. Кога го приметуваме присуството на ИГЕ-то, значи се прави на лабораториски начин, буквално преку крвта може да го добиеме, или па старине прик тестови, што кажеме кожни, кои што се и златно правило, да 3 мм не биде поголема црвенилото, не биде поголемо од црвенилото, а тоа црвенило ако расте повеќе од тие 3 мм, веќе имаме присуство на голема количина на ИГЕ, антитела кои што секако дека ќе одреагираат на самиот организам и ќе ни направат компликации. Да, секако дека модернизацијата покрај овие дала и вакцина, значи за конкретно за одредени инхалаторни типови, како што се поленот, како што се, бидејќи поленот е многу распространет, многу милиарди поленови честички се распространуваат низ природата и каде да се наоѓеме на кое било делче на земјината топка секој дека ќе допре до нас. И во секоја сезона, велиме пролетна, меѓутоа и во летото има, и во есента, и во зимата секогаш има сведоци дека кој ќе дојде таква концентрација, да. Да, концентрацијата кога е многу јака и објасниме во кој дел на денот е многу јака концентрацијата, но знаејќи дека временските условија ни нудат нешто дека ќе дувне многу посилен ветер, па сето тоа ќе ни дојде до израз и ќе ни донесе право на нас, па често викаме баш како мене, па сега ми дојде право носи така натаму, до моментот дека кога се радуваме дека дожд ќе падне, баш дождот да паѓа, но тоа е во една средина кај што ќе падне дожд, па ќе ги распрска сите тие, нели повторно ќе дојде до сушење и пак еден исто обратен процес, но контролирано само може да направиме во домашните услови, каде што буквално може да се пребришуваат површините со влажна крпа, на некој начин да ги држиме долу на земја, за да мада децата се постојано во игра и треба многу да внимаваме на тие моменти. Дури ќе кажам дека и родители кои што се обраќаат, и тоа сите сме имале нели таков период во животот, дека нашите деца можеби се осетливи дури на содржината на перниците, на кебето, на покривката, на сето тоа се на домашна прашина. Сите сме на некој тие на некој начин покрај инхалаторните алергени имаме и контактни алергени, па ќе кажеме дека можеби кога сме го промениле омешивачот и детергентот дека се случило ово, се е тоа точно. Затоа викаме дека тоа дете е со баш конституција, алергиска конституција, која што нели ќе ни предизвика подоцна проблем. Зашто да не се дава и да не се тоа дете кое ќе откриеме дека нели на некој начин и самиот лекар педијатар ги прави тотална дистинкција на тие храни, на некој начин не се дозволува да бидат дадени, е баш токму поради несаканата бурна реакција да не дојде. Секој не сака да се случи таа бурна реакција. Знаеме дека во грото, во нашава држава, да кажеме дека алергијата веќе како и во светската инциденца, така и тука е дојдена до израз. Многу, да, за жал. Знаеме дека не ги сакаме тие несакани реакции да ни се случат и во овој случај затоа и лекарот не ги дозволува користењето на тие намирници, поготово за нутритивните алергии. Таа бурна реакција знае да биде, ете, ја рековме и живото застрашувачка. Да, постојат веќе средства кои што можат веднаш да изреагираат доколку детето биде во таков контакт и се примети она гушење, да кажеме, еден клинке или за баш буквално да дојде до таква реакција несакана со многу големо отекување на глотисот, да се боцнат со адреналински и така натаму и така натаму, додека да стигне до институцијата во која што секој ќе биде хоспитализирано. И сега, бидејќи кажавме се, меѓутоа не споменавме симптоми. Можев да забележам, еве сега ќе ги споменеме статистиките кои што секојдневно ги гледаме, на тестирани. Има премногу тестирани луѓе, а многу малку позитивни. Тоа значи или има многу алергија застапена и настинки, што е проблемот? Вака, ајде да направиме прво дистинкција што е конкретно. Да кажеме што е симптоми на алергија, што е на настинка. Како ќе ја дистинкцираме алергијата од настинката? Кашлицата е секаде присутна, значи кивањето. Ајде да го кажеме кивањето. Но при алергијата кивањето е во една како да кажеме во една континуирана верижна реакција која што дури до 10 кивања, тоа го немаме при настинка. Тоа, значи, кога у моментот ќе дојде до сливање на одреден секрет кој што исто така присутен при алергијата, при носот, тогаш само може да се закива оно што е настина, другиот не може. Втора работа која што е, секој кој што е настинат има блага фебрилност.
при алергиите не се јавува фебрилност, Температура, да. доколку не е веќе во потешка форма на алергиска реакција, односно Па дошло да до направи израз. некоја инфекција, така. Да, значи тука веќе се активираат и мастоцитите и така натаму, кои што ни даваат на некој начин таа бурната реакција, каде што антихистаминот веќе е многу присутен, имаме една бура, антихистаминска бура. Леукотриените да ги спомнеме тука, и тие се подоцна прифатени во терапија дури. А може ли, се извинувам што прекинувам, преку крвна слика, ако се провери да се види дали е настинка или алергија, уште иде на вториот, третиот ден. Точно. Исто така морам да го тие кажам, параметри што сега ќе ви кажам, тоа е точно, значи прво ќе кажам еден дистинктивен момент е дека течењето на носот, односно слузата што истекува од носот е прозирна, додека кај она кој што е настинка веќе добива друга боја, значи имаме и погуст секрет таму, вамо е веќе како водичка, нели, може да го, за да бидеме, нели, по-приемчиви да не сватат. И крвната слика, која ќе се направи една крвна слика, на крвната слика имаме забележливо пораст на гранулоцитите, кои што означуваат некаква си бактериска инфламација. Тоа е за настинката. Тоа е за настинката, не за алергијата. И појава на повисоко ЦРП, кој што нели се стреми да расте. Додека кај алергиите сето тоа е во отсуство. Значи нема никакви параметри покачани кај алергиите. Нема нешто што би покажало, не. Ако е семирно, значи алергија. Да, значи алергија, кај што ги кажавме баш она кај што може да правиме класична дистинкција или поделба на тоа, дека промената е во бојата на слуста, односно на секретот. А исто така и во деновите, ми се чини. Ако е подолго од 7 дена, на траењето. Значи алергијата трае многу подолго, за разлика од настинката која што треба до 7 дена да се практично. Еве да кажеме некој максимум. Добро. Сега кога зборуваме за третманот, кажавте дека тука се употребуваат, нели, во однос на таблетарна терапија, тоа не ви зависи од самиот доктор што ќе одреди и како ќе одреди, меѓутоа како потоа темпото на, како да кажам, на користење на тие препарати, како треба да оди само според симптомите и појавата на симптомите, па се користат тие спреови и таблети, или како? Како оди терапијата и третманот? Терапијата многу поразличита при овој вид на патологија, односно конкретно кога станува збор за алергиите, затоа зашто кај секој атопичен, односно кај таква атопична конституција, или дете конкретно кое што е атопичар и е склонкова на алергии, терапијата почнува многу порано. Значи пред овој период за да почне сето тоа, значи за да воопшто и не се појават симптоми. За да воопшто нема појава на симптоми, односно поготово кај оние кои што знаеме дека имаме многу комплицирана слика и тек, да кажеме, нели, на самата болест, во овој случај, таму се даваат многу порано и веќе претходно даваме антихистамински препарати, се даваат кортикопрепарати или па дури во текот на целиот период, дур трајат алергискиот период, нели, еве збориме за сезонски, но имаме и несезонски алергии, се користи заштитата, односно поготово со флитање, односно со пумпици, за да може да се слузницата намалат присуството и на еозини, и на ИГЕ-то, конкретно на антителата, кои што би ни ја предизвикале реакцијата. Затоа ви кажав еден многу битен момент, дека ние во третманот на алергиите користиме антихистаминици, поготово оние кои што се рековме неседативни, и подоцна по појаките форми користиме и присуство на кортикостероиди. Кортикостероидот знаете дека сите ќе кажат, нели, не затоа и ве прашувам континуирано, не бидејќи се говори дека е штетен. Како заштита не се иде во високи дози. Мислам дека секој добар педијатар и лекар точно ќе процени колку е она, колку што ќе се даде точно спрема тежината и на болеста, спрема конституцијата на тоа дете, да кажеме дека конкретно лекарот треба да одреди една определена доза, но таа доза не е континуирана. Знаеме кај да тие, нели, поготово кај астматичарите, тие се веќе постојани дози, подредена шема која што се дава, тие мора да бидат заштитени. Зашто? Таму имаме баш буквално дешавање на една обструкција, која што често се јавува. Како што кажавте, што може да заврши која што може дури до хоспитализација и до несакан тек да доведе, поготово кај оние кои што долго време немаат користено протектива, таа заштита со кортикостероиди,
многу познати има, не сакам нели сега само да ги да ги протежираме на некој начин, но сите ги нели лекари кои што препишуваат да кажеме генерика си ги знаат кои лекарства се даваат, поготово кај тие пациенти. И она што е буквално мора да се каже дека ние во овој период, како напредува медицина, може да се надеваме дека и моноклоналните антитела ќе дојде до лекување со моноклонални антитела, каде што веќе не ќе имаме таква проблематика, односно алергиите ќе бидат смалени на многу мал минимум, да кажеме, каде што може да направат некаква си несакана компликација, па подоцна поготово кај децата. Не збориме веќе за возрастните. Еве, кажавме за состојба која што веќе знаеме и сега можеме однапред да делуваме за да не нели се појават симптомите. Меѓутоа, што кога еве сега во овој период за прв пат кај некои дечиња се појават овие симптоми за кои што вие говорите, траат подолго време и така натаму. Како потоа да се постапи со тие дечиња? Што се веднаш кога ќе ги приметиме првите симптоми, затоа сакав да го објасниме овој дел каде што е класичното лекување на ова, но ние сега овдека ме прашувате конкретно за моментот на случување. Така, да, еве сега периодот претпоставувам дека сите прв пат доживеа. Кога ќе се појави една црвенило на образите, кога ќе се појави она кијавица, црвенило на очите и така натаму, при рака, веднаш при рака ни доаѓа дека ние треба тука да имаме антихистамини, кои што мора да го дадеме нели во моментот, дали може на своја рака да дадат? Да, секако. Тие се дози кои што веќе мислам дека сите ги знаат, конкретно дали станува збор за сируп или таблета, бидејќи рековме од која возраст до која возраст се појавуваат. Може ли да се јави болка во грлото, тоа од преска? Не, тоа е чешање кое што е во нос. И некоја иритација? Да, иритација, да, за кашлица, кое што обично почнува со едно чешање во нос постојано, значи постојано чешење на нос, тоа ќе кажеме кај возрастни луѓе. Значи да чеша носот, а подоцна една вид на гаделичкање кој ќе почне да тече самиот слуз во го иритира и глотисот, каде што тогаш имаме реакција нели на, но кивавицата доаѓа од носот, знаеме од кај што се случува. Така да кажем дека при рака секој пат да ни биде нели овој антихистамини кои што нели во моментот иде. Исто така препорачувам нели баш буквално ако сакаме да кажеме што би јас препорачал нели како лекар, покрај тоа значи почесто промивка на слузницата од носот, тоа се прави со солена вода, солен раствор. Имаме мноштво на тие средства. Исто така користење на омега 3 масни киселини, значи буквално како суплемент, витаминот С да го спомнеме како еден вид на третман на овие алергии кај што се е потребен, дали тоа ќе биде даден по природен пат или по вештачки пат, обично не ни го одбираме вештачкиот пат ако не знаеме конкретно не, овошето и зеленчукот да ни биде составен дел. Многу битно е рехидрирањето на организмот, каде што на секој може начин гледаме да организмот биде навлажнет и да не дозволи да постојано ни проминира и да дојде до таа чейн реакција од страна на антихистаминикот, односно буквално на ИГЕ-то, на хистаминикот, кој што ќе ни предизвика несакана реакција. Јас тука вадев некои материјали и така информирајќи се прочитав дека многу важна алка за појава на алергиите исто е имуниот систем. Колку е тој важен ако ние работиме на нашиот имун систем, еве, уште од мали, ако имаме сознание дека децата имаат таков проблем и ако работиме нели на тоа да здраво се хранат, нели да консумираат ако треба нели суплементи, додатоци, витамини за да имаат добар систем, за да некако ги избегнеме сите овие реакции кои што се јавуваат во однос, еве конкретно да говориме за дишните патишта. Кога станува збор за конкретно развивањето на имунолошкиот систем, знаеме дека тоа е еден буквално колаж на сето она што е зависно и потребно. Па дури се извинувам и сега за оваа состојба на ковид се говореше цело време да се работи на имунитетот, да се работи на имунитетот. Меѓутоа на имунитетот не се работи за 2 дена, за 3 дена, на имунитетот се работи со години. Така, почнав да ви кажам дека уште во самата, нели да кажеме, самата мајка која што ќе го роди детето и која што ќе го донесе на овој свет треба да работи на тој имунолошки момент, користејќи одредена пробиотика, за да го поттикне, за да и детето се роди со некаков си нели имунитет кој што во првите 6 месеци кој го наследуваме од својот родител. Подоцна, родители треба се грижат на правилната исхрана. Секако дека со подојот, со подолгото доење, ќе кажам дека мајките навистина
И треба да се стремат да доењето трае подолго. Што подолго да трае доењето. Тоа значи дека повеќе би било заштитено. Тоа значи дека ние нели благодарение на колострумот, благодарение на сите оние хранливи продукти кои што ги има мајчиното млеко, сега не е тоа тема и за тоа може да поговориме во некој од емисиите. Можам да кажам дека сето тоа е поттикнување на еден и формирање на еден здрав имунолошки систем. Подоцна ние како работиме како родители, откако детето веќе ќе почне да се храни и ќе го тестираме на првите храни, ќе ги забележиме, затоа реков дека до 2 годишна возраст веќе знаеме на кои нутритивни алергени ќе реагира детето. Многу е битно да знаеме, ќе кажам и една метода која што сигурно многу ја знаат, дека како би ги проверувале храните, да може на меката страна од раката да истестираме на детенцето една одредена храна, да ја допреми да видиме дали ќе има црвенило или некаков сираж. Тоа е една метода која што е можеби од памтивек, но се практикува и ден денеска, баш иде во прилог на овие прик тестови што ги спомнам и затоа и тука се прават на таа страна каде што сензитивниот дел, дали ќе биде над 3 мм или нема да биде. Она што исто така е застапеноста, сите зборат за пробиотиката, јас ќе кажам дека пробиотиците се многу битни, поготово АТП, овакво кажи, пробиотици кои што мора да бидат дадени, да бидат давани кај децата. Знаеме дека обично, ќе го наведам зашто тоа се прави, зашто подобро е пробиотската линија нишката, затоа зашто и терапијата кај деца кои што се атопичари се дава над 6-месечна возраст, никако не се дава под 6-месечна возраст, тоа исто да го знаат и гледачите. Еден вид на здрава исхрана која што подоцна ние ќе му ја на некој начин ќе го следиме календарот на хранењето и според тоа ќе му ги буквално на детето на некој начин и вметнеме здравите навики уште од мали нозе, а и ние како родители точно ќе знаеме, па ќе кажеме не ова сега, ова она. Знаеме до кој период не може да ги контролираме, нели, ама со тој период баш тој буквално тој период е пресуден, најважен, ние ќе му направиме солиден и здрав имунолошки систем. Се оно останато друго, можеме да кажеме дека на некој начин е веќе козметика, кога ќе ги даваме овие суплементи што вие викате, дека постојано се претендира да се додаваат како додатоци. Да, имаме дечиња кои што слабо се хранат, таму секако дека ќе суплементираме. Тие суплементи, секако тие минерали и витамини ќе допринесат кон зајакнување на имунолошкиот систем, кој што исто така многу е важен при самата реакција, она што ја спомнаме на стартот на нашата емисија, кога ќе делуваат борбата на антителата и на оние баш нишки кои што се поврзани со IgE-то и IgG-то. Значи, побитно е да знаеме дека правилно изграден имунолошки систем многу подобро одбрамбено ќе одигра баш при било која каква алергија. Тука сме некаде при крајот, меѓутоа размислувам од преска што следно да прашам. Во еден разговор кој што го имам водено во некоја од моите емисии, се споменува тоа дека оние деца кои што се склони на алергии на дишни патишта како мали, може во еден период на тинеџерските години да алергијата се изгуби, па потоа повторно да се јави некаде во подоцнежните години. Оди ли тоа така или? Какво е искуството од сето на вие што го знаете? Конкретно ќе кажеме дека ние сите се радуваме кога навреме ќе се изгубат тие алергии. Значи нема да има никакво присуство. И на самиот почеток ви кажав дека сето она што навреме ќе биде на некој начин санирано, тоа ќе се изгуби во подоцежниот период или ќе знаеме како правилно ќе го третирам и до кога. Знаеме дека постојат насоки, конкретно речено, па дури и ние педиатрите некој да знаеме, да кажеме дека ајде ќе порасне детето, па сето тоа ќе биде минато и така натам. Но тоа не станува збор и кога станува збор за алергиите. Затоа зашто тој веќе со таква конституција, значи веќе определена алергиска атопичарска конституција, така се и вика, да е склон кон тие, да кажеме, манифестации кон појава на тие алергии. Во подоцежниот период, покрај се тоа што го кажавме дека работењето на имунолошкиот систем, работењето на конкретно на
физичката активност, каде што и белите дробови, поготово кај децата се функционираат на многу подруг начин и се подостапни за спортување, поотворени, но и тие имаат и поголемо присуство на алергени. Кај тие деца кои што ќе се забележи дека многу полесно, порано било говорот у нашиот разговорен дел сме кажувале полесно симнува на плуќа, нели? Веднаш, да. Да, веднаш симнува. Тука е тој моментот дека тој има по-сензибилизирана слузница и затоа настануваат тие обструкции. Поготово кај алергиите, тие се почести, но не ги приметуваме, тие никогаш не се губат, не ги приметуваме во таа возраст кога тој расте и се развива. И на некој начин самиот негов имунолошки систем е доста силен, па го поминува тоа некако, како да кажеме, имам и проблеми кај помалите дечиња, само ќе го спомнам и ќе се навратам кон ова, за да го дам само како еден вовед во целата оваа дискусија, дека дечињата кои што имаат проблем со алергии, не спијат убаво, не можат да дишат убаво ноќно време, значи се создава еден едем на слузницата, се постојано со отворена уста. Дали тоа често будење со задната нос? Да, проблеми со забалото се јавуваат, проблеми со концентрацијата и тие се доста и послаби ученичиња за разлика од другите деца и така натаму, не напредуваат сето тоа е како резултат на една алергија. Сите тие ги прават сите оние обструкции на белодробието и тоа бара хоспитализација. Дури да се утврди дека сето тоа било со некаква си алергиска, а не бактериска. Значи можеме да заклучиме дека сите оние дечиња кои што најчесто добиваат обструктивни белодробни кои што се проследи со сува кашлица, кои што предизвикани од алергија. Од алергиите. Затоа зашто тие се доста чувствителни, значи тие организми се доста чувствителни и се надеваме дека во подосенжниот период, ако правилно се следат и третираат, дека тие ќе го избегнат оној, да кажеме, лошиот исход, а тоа е асмата, како една вид на заболување кој што е после толку. Значи неправилното третирање и незабележување на времено ќе доведува до асма. Ретки се случаевите процентуално каде што немаме таков некој исход и затоа ги имаме оние протектори кои што ги спомнам и ги наговестиме во текот на емисијата и ги издискутирам. Јас сепак ќе кажам дека модернизираното време ни носи несакани моменти, но носи и моменти кои што се модернизација на медицината, па и да се санира. Па би требало и да е така со оглед на тоа што многу веќе, како да кажам, проблеми со здравјето се зачестени во однос на минатите времиња и еве како што кажавте и вие пак се пружа можност пак и да може да се излекуваат. Само за крај еден совет до сите оние кои што не следат во однос на алергиите, како да се превенираат, како да постапуваат и тука ќе завршиме. Значи го кажавме во текот на целиот разговор, провејуваше нели целиот совет, тоа е да се внимава, значи еден коза да се внимава, конкретно ако си имаме дете кое што е атопично, да се следи во секој случај, да се следи во секој случај, да ги користиме сите оние суплементи, помагала, да се користат пробиотици, АТП пробиотици од НЛБ, значи така конкретно да ги кажеме веќе, да се користат антихистаминиците кога веќе имаме дете со такво нешто, здраво и правилно да го исхрануваме, да се носи баш онаму кога е најмал пикот на поленот во воздухот, да го носиме нели на чист воздух, да спортуваат, да се плива, да уживаат во овој период кој што е физичката активност да биде застапена, а ние секако да им го пружиме сето она што на некој начин ќе биде како заштитнички однос. Го спомнавме доењето и многу ми е драго ако се сретнеме во брзо време да направиме една емисија за мајките кои што сега нели се млади мајки кои ги дојат своите дечиња. Уште повеќе сакам тоа да го направиме како емисија бидејќи некако во последно време стана како модерно некако децата да не се дојат, да се прихрануваат со вештачки млека и многу ми е жал што е така. Секоја чест за оние мајки кои што се истрени и успеваат да ги дојат своите дечиња. Би сакала да направиме една емисија за да нели што повеќе информации да ставиме до младите мајки. Сложувам и драго ќе ми биде да ви бидам ваш гостин, поготово на таа тема. И баш затоа и реков дека многу е битно за здраво кажеме дете, зашто е се битно да се дојде доењето и пред раѓањето периодот кога мајката е тој цел процес може да го. Ви благодарам многу, ми беше навистина големо задоволство. Ви благодарам на поканата, секој пат се чувствувам добро дојден во вашата куќа и поготово кога станува збор и совет да се даде на младите, тука сум да.
Останува, значи, да го реализираме тоа. Ви посакувам уште еднаш благодарност, а до гледачите ви благодарам вам за вниманието. Останете во добро здравје, чувајте се вие, чувајте ги дечињата, а ние секако се гледаме за 7 дена во исто време.